Премиерот Груевски денес во Виница во употреба го пушти новото двојно тениско игралиште кое се наоѓа во близина на основното училиште Гоце Делчев. Инвестиција од 12 милиони денари. Игралиштето е изградено по најсовремени стандарди за вакви тениски игралишта. Располага со осветлување, пристапни патеки, целосна инфраструктурна приклученост и најсовремена подлога по сите стандарди на Светската тениска асоциација. Истото ќе биде ставено на располагање на учениците од основното училиште Гоце Делчев, како и на сите граѓани за спортување. Денес отвореното игралиште е во функција на подобрување на условите за развој на спортот во оваа општина. Вела дека спортот има мог да ги обединува луѓето, меѓутоа истовремено има една друга девиза која што вели дека за да се биде успешен како во спортот, така и во сите други полиња од општеството, не е потребно да се има само желба или талент, напротив, неопходни се инфраструктурни услови. Во таа насока, владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт во изминативе неколку години во континуитет инвестира во изградба на спортската инфраструктура. Огромна благодарност до премиерот на Република Македонија и до владата на Република Македонија, бидејќи секогаш имаат разбирање, не помагаат, не поддржуваат во реализација на сите проекти, како во делот на спортот, културата, инфраструктурата и така натаму. Поддршката на државата во Виница е изразена во последните неколку години. Тука во Виница успешно се надгради спортската сала капетан Кирчо Димитров. Измината година го изградивме и пуштивме првото повеќенамensко спортско игралиште во Исти Вања. Наскоро ќе започнеме да градиме уште едно вакво повеќенамensко спортско игралиште во ридскиот дел на Виница, на улица Видео Смилевски Бато. Освен игралиштето, премиерот Груевски денес во Виница го посети и новиот погон на фабриката Мак Прогрес, која важи за една од најуспешните компании во источниот регион. Предходно во Кочани, премиерот Никола Груевски ја посети реконструираната зграда на гимназијата Љупчо Сантов. Имено со 13,5 милиони денари овде се сменети прозорите, фасадата и кровната конструкција. Денес премиерот Никола Груевски имаше набиена агенда во источниот регион. Во еден ден, освен во Кочани и Виница, тој беше и во Берово. Премиерот Груевски ја фрли првата лопата на камен темелникот на колекторот во населбата Беровско езеро, со што го означи стартот на решавањето на горливиот проблем на туристичката населба и започнување на работите околу изградбата на фекалната канализација на населбата. Проектот за изградба на фекална канализација и приклучување на хотелот ВИП, како и сите туристички капацитети и вили од туристичката населба кон овој систем, е немиловна потреба на градот Берово. Берово е познато по својата природа и чиста животна средина. Колку и да се развива туризмот, мора да се внимава на ваквиот бренд на Берово. Од овие причини, но и од причини што градот Берово пие вода од Беровското езеро, ние како влада решивме да и помогнеме на општината. Фекалната канализација во должина од 800 метри, а инвестицијата е вредна околу 3 милиони денари. Со самата изградба на овој колектор, ценам дека ќе постигнеме две цели. Првата цел е дека сите инвеститори кои градат тука, ќе градат со поевтини средства, зашто веќе септичките јами кои им прават дополнителни трошоци ќе бидат исфрлени. А втората цел, која е уште поважна, е заштита на Беровското езеро и добивање на квалитетна вода за пиење за граѓаните на општина Берово. Туризмот и понатаму останува во фокусот на нашето внимание. Покрај туризмот, посветени сме и на многу други полиња, кои се означени за подобрување на животот на граѓаните во Берово и во околината. Изминатата година, како што се сеќавате, започнавме со изградба на новата технолошко-индустријска развојна зона Берово, за која верувам дека во наредниот период ќе привлече повеќе нови инвеститори, кои ќе отворат нови работни места за граѓаните. Туризмот е адут на општина Берово за економски развој, но паралелно се работи на инфраструктурата во градот. Изградени се улици во должина од 12 километри, во вредност од 53 милиони денари. Во должина од 12 километри, во вредност од скоро 53 милиони денари. Додека во целата Малевешевија се инвестираат скоро над 3 милиони евра во реконструкција, надградба, нова сигнализација на локални и регионални патни правци. Со право ќе речам дека се гради како никогаш досега. Драги беровчани, има проекти и нека има. Ние како министерство секојаш сме отворени и достапни за соработка со локалните власти.
Инаку, во рамките на посетата на Берово, премиерот ја посети и пешачката патека околу Беровското езеро, инвестиција вредна 12 милиони денари, а исто така беше во посети на основното училиште во селото Русиново, каде со средства на владата беше извршена реконструкција на училиштето и беше инсталирано парно грејење.